Зоки Христовски, Змија, добре дојде. Добро ме најдов. И Силвер. Ајде стани Силвер да се Силвер види. да се... Дојди. Стани, ајде, стани. Стани. Ајде, опа. Ајде, опа. Дојди. Браво, Силвер. Здраво, кажи здраво, ајде. Кажи здраво. Еве го. Силвер, Тука е. преубав пример од Кане Корсо. Со најфинси угрбицата од Да. цела Скопје, Италијанска огрлица. Традиционално. традиционално. Да биде нешто поразлично. Да, биде многу е, интересно. многу му е добра, многу е фраерска, да. А кажи ми, Кане Корсото во Италија се користело како ловно куќе? Мислам, зборам Origins, онака, скоро на почеток. Користено е, значи, најпрво, ова е директен потомок на римскиот молос. Мгм. Тогаш во времето на војните кои војувале, ги користеле, значи, во походите, големците, за да ја покажат својата моќ, користеле баш вакви огрлици кои што имале повеќе намени, прво за да го исплашат непријателот, да изгледа куќето така страшно. Да кажам, потоа не биле баш вака нитни некои, туку биле боцки, бодежи, кои што можеле да му помогнат во борбата или во ловот. И за да може да го врзат на крај огрлицата. За тоа се користело, значи имала повеќе намени. Ова е, значи, кажав, директен потомок на римскиот молос, кој што бил многу големо и тешко куќе. Од овчарскиве наши кучиња исто потекнуваат од тоа, ја имаат таа линија, таа генетика. За лов се користени малку полесен тип на молос, од кој што потекнува и Кане Корсото. Значи, полесниот тип прешол во работно куќе за чување на стоката и домовите, а потешкиот тип се одвоила посебна раса на пујскиот мастиф. Мгм. Значи, најблиски како да кажам, сродни роднини се напујскиот мастиф и Кане Корсото. Колку години веќе си ти љубител баш на оваа раса? Па, се почна негде 2006 година, кога со тогаш мојата девојка, сегашна сопруга, шетавме во парк и видовме едно куќе од оваа раса. И се заинтригиравме двајцата како да набавиме еден примерок. И се ближеше роденденот на мојата девојка, тогаш, сега сопруга, и се заинтересирав каде да најдам, како да набавам едно куќе, ама тоа беше така, како да кажам, не толку, не бев навлезен воопшто во што значи Кане Корсо и што представува. Сега, например, кога исто би бирал, би одбрал нешто друго, зборам која крвна линија или сега веќе кога си навлезен, ама Да. тогаш баш лаички. Купивме куќе со потекло од Србија, како и според и сумата која што беше како миленик. Ама во мене работи спортскиот дух, ај на една изложба да го однесем, ај на друга, ај на трета. И куќево, за чудо, немаше многу конкуренција и победуваш. Да не речам, беа по 2-3 куќиња. И победуваш и на една изложба ми вика, ти немој да го носиш куќево. Викам, зашто? Ќе донесат од Ниш европски шампион. Викам, сега, баш сега ќе го носам куќево, баш да видиме до кај сме. Да. Зашо го чувам? И тоа беше многу добар потек, пошто јас не се предавам никогаш. Кога отидов, што да видам моево куќе како Фичо, 750-ка, Лукс, а ова Ферари најново F80, видов што е тогаш Кане Корсо. Да. Значи тогаш прв пат видов што е Кане Корсо. Имаше многу голема разлика. Се запознав со човекот кој што го Тоа е носеше. голема доблест, извини ќе те прекинам, ама тоа Да, го гледам што кај ти кинолозите и кучкарите, да кажеме, класични, значи кучкар класичен
неговото е најдобро, нема боле, неговото, значи сите не знаат, судијата не знае, овој не знае, оној не знае, сите не знаат, он знае. Да. А кинолог гледам, например, еви со Габриел и со други кои разговараме, ја ценат убавината и на туѓото куќе независно, значи на куќето општо, значи колку е поблиску до тие карактеристики, како од неговото да го подобри, збориме генетски, Тачно. зашто целиот спорт е тој фактички подобрување на генетиката. Јас колку бев разочаран што губев, толку бев среќен што видов како треба да изгледа едно кане косо, што направив контакт со одгледувачот од Србија, тогашен Дејан Ранџеловиќ од Санго и Магнифика, најпознат одгледувачот за во тоа време. И набавивме после тоа еден примерок сериозен со италијанска крв од шампион во репродукција Конан Дейдоуни. Тоа беше едно куче женка, купивме намерно, за да можеме да продолжиме со работа. Веќе навлеговме во расата, сакавме да имаме повеќе кучиња. Али сето тоа почна од љубов и од пасија. И така почнавме, набавивме стварно квалитетно куче, го купивме доста скапо. Одбравме добро куче, задоволен бев многу и почнавме со одгледување со таа единка. Најнапред, пошто немав толку познавање, одев на, да кажам сега веќе, комерцијално парење, со светски шампион и со европски шампион парење, кај што видов дека шампионот не дава секој шампион, туку треба да го побораш тој што го дал шампионот. Изворот. И после, откако почнавме, набавивме после уште едно куче, па после од парењата остававме по една или две единки. Бројот од година во година растеше. 2011 година ни е регистрирана одгледувачницата, Бел Сперанца, по тоа име ФЦ ја прифати. Значи даваш 3 предлози. Само да те прекинам, извини, баш на почетокот, зашто многу е интересен на почетокот, бидејќи мислам дека многу луѓе ќе се препознаат или можеби ќе им даде желба самото тоа што те гледаат. Дали може да го споредиме со како мали кога бевме ние на водно, секој втор комшија возеше трки. И никој не добиваше пари од тоа. Значи, само да кажам, тоа беше буквално страст, пасија, не одеа на одмор и така натаму, меѓутоа тие пари си ги инвестира во нешто што на нив им чинеше задоволство, затоа што денес многу луѓе имаат перцепција кон одгледувачи на расни линии на куче да кажат они прават бизнес, прават пари. Ама првенствено, мислам тие луѓе треба убаво мислам да се каже колку тоа чини на почетокот и дека ако ја немаш љубовта и желбата, никој не би ја направил таа жртва временска и финансиска за да стигне еве после толку поколенија како што кажа ти кое колено, која генерација за да го добиеш силвер на пример. Да. Тоа е многу работа, мако трпна. Треба да имаш нешто во себе за да можеш тоа да го правиш. Парите никогаш не биле причина за одгледување во мојот случај, затоа што ќе дадам пример. Одиме на парење во Загреб. Плаќам 1000 евра за парење. Значи ја чекаш женката да се окоти, се окотува, ги одгледуваш малите, сето тоа кошта многу пари, труд и време и на крај на третата вакцина или ревакцина, втора да кажам, ги фаќа парвовирус. Сите кучиња ти умираат. Се бориш, инфузии. Тогаш никој тогаш не доаѓа да те праша, абе како ти е, колку пари потроши, како, или кога нема да остане женката скотна. Сум бил во Италија 1700 километри, ќе се вратам уште 1700, 3400 треба да правам сервис на колата што се вика од едно патување, а нема да остане скотна женката. Значи, тие работи никој не ги гледа. Секојаш гледа и знаеш колку ги продавам кучињата? 1500 евра кутре продавам. Да, ама ние со 1500 евра што ги земеме, само ги форламе ки другите кучиња. Да речем за да живеат тие. Да. И јас никогаш не сум имал придобивка да купам автомобил или мотор или нешто не знам што од кучињата. Да. И имаме стварно скапи продадено кучиња, ама тоа е многу ретко. И сега откако е после ковидот имаше многу голема продажба во времето на ковидот, после ковидот тоа е паднато на нула, да не кажам воопшто не се ни продаваат кучиња веќе. И
спласнат ентузијазмот кај одгледувачите за кинолошки изложби, се е поскапено храната и самата котизација за учество на изложбите. Тука единствено нешто што имаме поддршка, Кинолошкиот сојуз на Македонија што дава субвенции годишни на секој учесник на голема светска специјализирана изложба за одредена раса, дава субвенција за учеството на собственикот 300 евра, 18.000 денари, што да речеме може да ја покрие котизацијата и сместувањето, например. Так. Патот и подготовките се Да. веќе нешто друго. Да. Значи куќето за да појде на една таква изложба треба да е многу подготвено, да е во добра кондиција, да е добро издресирано, да има ринг дресура, за да се покаже во најдобро светло. За да постигнеш таков резултат, треба многу работа и многу пари, многу вложување, што ние во текот на годините веќе сме го соджвакали и него ни чувствуваме. Да. Тоа ми е веќе мене начин Дел на од живот. Да. стилот на живот, да. И мене тоа можда ми е лесно, ама кога ќе прашате сопругата моја или ќерка ми колку пати не сум бил со нив на одмор, Да, да. или колку пати само сум бил, ако се изброат на една рака Да. во овие мојата ќерка 17 години, М. и толку и одгледуваме, толку време одгледуваме, значи тоа е преголема жртва, ама ете имаме некое разбирање и тие ги сакаат кучињата покрај мене. Преголема е љубовта. Значи можам да кажам дека немаме ништо заработено од нив. Ништо, токму ништо. И тука треба да се запрашаат, значи, институциите. Сега имаме голема работа, Кинолошкиот сојуз работи, јас помогнав, неколку пати ги изложував караманите ентузијастички, без никаква надокнада. Патувам до Будимпешта, до Загреб, каде ќе се одржува дали европско, дали светско првенство. Двојам неколку дена, не одам на работа, за да го изложам караманот кој што треба да се признае, веќе мислам дека е дочекор до признавање, веќе скоро 10 години. Направени се сите студии, сите мерења, многу се вложува во него. Кинолошкиот сојуз е најзаслужен, затоа што директен покровител е на цела таа работа. Се снима кучиња околу 50, мислам дека, сега да не сгрешам, тачна бројка не знам. На наша радост е што се кучињата вистински здрави, караманот е стварно стара раса, ама одржана раса и многу здрава раса. Здраво ги Затоа што нема примеси многу надворешни, се одржала тука во природниот амбиент и кучињата се многу здрави за чудо. М. Значи, еден пример на последно првенство што го носевме црни од манастирот Бигорски беше стар 16 години. За жал ова година почина. Тука манастирот многу помага во чување на кучињата. Ама Илија институционално од државата добивате некоја помош? Зборам Ништо. од Генерално од државата не, за Шарпланинецот мислам дека имаше некој проект. Шарпланинецот, како што знаете, не е само македонско куќе, туку се е види со Србија, да. српско, да. А ова е нешто веќе Да. баш национално, Да. каде што се буди нашата свест национална. Мислам дека треба тука да е најголем поддржувач е за расата Ико, Илија Да. Каров, Така. на Бубо Да. Каров. И Владко и Маријан нормално. Да, и Владко и Маријан, професорот, значи Владко е стварно и прави цртежи, слики, имаше поклонето и Да. книга имаат напишано. Значи, тоа е еден стварно голем тим. Ние неколку пати заедно сме патувале, сме. Апсолутно. Тоа е многу голема работа за Македонија, Да. затоа што тоа е стварно наша исконска раса и мислам дека тука треба малце да се даде акцент. Кинолошкиот сојуз несебично е дава поддршката, председателот Јордан Христовски, морам да го спомнам, кој што се прави за да успее, за да се признае расата и мислам дека сме на последниот чекор. Треба да
присуствува, значи, инспекцијата од ДФЦ, да кажам, која што ќе треба сега во последно да ги изврши уште едни мерења и преглед на една изложба. Тука се надевам нареднава година. Да, дека ќе биде конечно. Да, и финансирано. дека конечно ќе биде Да. признаено како македонска раса караман. И сега околу да кажем, вашата раса, односно расата на која што сте ви љубител, во кратки црти нешто околу тоа. За оние кои што ги интересира, може да размислуваат дали можат, не можат да чуваат сите ваква раса на куќа, се работи реално најлаички да кажеме за големо куќе. Силвер, дојде да те видите. Ела се, пат за тебе ќе правиме нешто. Ајде, Да сега си крчаш. ела се, Много мама. си крчеше. Па тие вака изгледаат многу страшно. Дојде малце да те видат. Тие вака многу изгледаат страшно, а тој е многу кроток, многу питом, многу мил. Значи многу е поразличен од сите други раси на кучиња. Има благородност во него. Да. Значи тој прав племенита раса е, затоа што спрема тие што се безпомошни, тој не реагира, сака да им помогне, со децата е многу мил. Так. Ќе се врти околу нив да не паднат, да... Многу интересно, тоа е многу интересно, а никој ништо не го учел. За во одредени моменти, каде што некој сака на мене да некој другар да те удри или нешто. Так. Така на шала може да изреагира заштитнички. Значи, а тоа воопшто не е учен. Не е воопшто учен за такво нешто, а тоа го има, тој инстинкт во него. Тој е бодигард куче, Так. кој што стварно може да живее и во еден урбан стан. Мгм. Јас е пример ќе го земам мојот брат и мојата снага, кои што има две прекрасни деца, моите внуци, Леа и Дарин. Тие се големи љубители на кучињата и стално ќе земеме ние доберман, ќе земеме, не земете куче што ви одговара на вас. Значи, спрема вашите потреби, треба да одредите, да прочитате малце повеќе, да се едуцирате која раса одговара на вашите потреби, на вашиот карактер, на вашата динамика на живење и да одбереш баш таква раса. Ќе земе ротвелер. Абе, немајте луѓе ротвелер, работно куче, значи многу енергија има у него, тие се сврти ќе ви бутне све. Кане Корсото е стварно големо куче, но тој е толку внимателен што нема ништо да бутне. Дури да се зачудиш. И ајде ќе земеме ние сега шнауцер. Да ни најде шнауцер. Им најдев шнауцер. Викам, дали знаете што е териер вие? Тој има толку енергија во себе. Така. И кој ќе види мравка или слон, тој сака да се степа. Да го нападне. Тоа е териер. Че луѓето треба првин да ги научат, секој некој што сака да чува куче, треба да ја запознае расата, кои карактеристики ги има, каков карактер има, и да го одбере карактерот кој што ќе му одговара, за многу полесно и да ужива во кучето, а не да се ужива мачи. Да, значи и кучето да ужива со собственикот и... Значи тоа е тоа. И на крајот на криштата, после кусне колку време, викам, ајде имаме едно сило машко, дај бе да ви го дадам кутре малечко. И чекај да размислиме, викам, кога ќе го земете куче во Кане Корсото, живеат на 8 спрат во зграда, викам, ќе видите што е куче. Ете го чуваат веќе ото 3,5 години и не го дават за жива глава. Ние да сме знаеле колку е паметно Кане Корсото, па да знаете, не слушате. Значи, во принцип на карактерот е куче што на доста луѓе би им одговарало. Да, тој е многу кроток, многу мирен, сака да се излежава, да одмара, сака добро да се најаде, да се изигра и тоа. Значи, во принцип, она што би морале да го имаат во предвид е дека ова куче, поради својата големина, е доста захтевно во поглед на хранење. Тоа Да. мора да го знаат. Тоа да. Значи, не е страшно поради својата големина, меѓутоа е гладно. Веќе е Ова гладно. куче, значи, треба стварно количина на храна за да се најде. Да. И Да. квалитетна храна. Да. Знаеме, значи, кучињата се карнивори, Мгм. јадат месо. Значи, едно коковче денеска и едно 400-500 грама сува храна квалитетна. Значи му мешаш, му даваш и, Да. и Да. сува храна Да. и И готвено Да. месо. Да. Или живо му го даваш. Па,
поубаво е живо, Поубаво. да, али кога се подготвува, значи за некои надпревари, тогаш му се готви храна, Мгм. се додаваат и други, Мгм. се што е потребно, од морков, брокула Така, и така натаму. за сјај може. Да. Нешто друго од поглед на расата карактеристично? Па вака, според историјатот, како што кажав, тој е директниот потомок на римскиот молос. Негде околу прво 20-тиот век, околу 70-тите години, почнува да се губи оваа раса. И негде 79-та година се формира едно здружение на аматери за ревитализација на расата. Така. Тука одигрува голема улога еден доктор Бребер, кој што се заинтересира да обстане таа раса, да не изумре. Порано била застапена во цела Италија, додека во тие, да кажам, 70-ти години веќе го имало само на Апулја и на Сицилија. Така. Со самото здружение, со здружување на неколку одгледувачи заедно, почнува ревитализација на расата. Со еден примерок се одбира еден примерок кој што ќе биде како прав представник, кој што ќе ги задоволи сите стандарди и карактеристики, особености, спрема висината, спрема големината, спрема изразот на лицето, поставеноста на забалото. И тоа ќе биде едно куче кое се вика Басир, потекнувал од Типси и од Дауно. И тоа е фактички кучето кое што е по него е напишан стандардот за Кане Корсо. Така. Таа борба ќе трае од 79-та до 97 година. Значи, скоро 20 години. За да 97 година се признае конечно преку ефција и расата Кане Корсо и од 98 година почнуваат веќе да учествуваат и на изложбите, на кинолошките манифестации. Најголемите одгледувачници, најпознати одгледувачници потекнуваат од Италија. Со текот на времето, значи како јас ја осознавав расата, првите примероци ми се набавени од Србија, ама пак сепак имаат италијанско потекло. И подоцна како навлегуваш во такмичарските води, сакаш да створиш нешто свое, некоја своја визија, не се согласуваш со визијата од каде што претходно си набавил куче, не се согласуваш со начинот на работа нивни. Јас сум малце, да кажам, темпераментен, ме интересира све, сакам да научам, сакам да видам, прашувам, почнав да учествувам на Радуно, тоа се секоја година се одржува светско првенство во Италија, специализирана изложба само за Кане Корсо, за таа раса, каде што со текот на годините ги запознав сите одгледувачи од цел свет. Една година дури и делегат бев од Македонија, 2019 година, потоа е формирано 2020 е формиран е клуб за Кане Корсо, кој што успешно работи и организира во моментов специализирани изложби секоја година во Гевгелија. Доаѓаат познати реномирани италијански судии се канат, за да постигнеме популаризација на расата. Тука е тој кучкарскиот муавет, ја местиме изложбата, што нема врска. Секојаш се гледа, барем јас се трудам. Јас сум член во клубот и секојаш поддржувам да судијата кој што ќе биде поканет е тотално непознат за нас, а кој што е добар познач на расата, за да имаме ферплей судење. Па имаме значителна бројка, околу 60 на кучиња секоја година учествуваат, се надеваме дека бројот ќе се зголеми. Ако, например, да кажем 120, ние некој домет, 120, што е стварно сериозна бројка, дури и на Радуно едва е толку има кучиња. И морам да кажам дека Македонија вбројува во една од земјите кои што има сериозни одгледувачи. Ако кажам дека јас сум еден од тие,
а другиот се Димитар и Силвана Крстевски, Корсо дел Куаре Гранде, кои што со своите успеси докажуваат дека се стварно сериозни во оваа работа. Тие се помлада одгледувачници од мене, имаат вице-европски шампион, јас имам исто вице-европски шампион, тие имаат Радунов победник, јас имам исто Радунов победник, ја имам Папис светски шампион 2016 година на Радунов во Италија. Тоа е едно куче гризли, се вика гризли Бел Сперанца. Кучињата спрема леглото како доаѓа по ред, зима буква од азбуката и сите кучиња се крстуваат тогаш Билена Г, тоа е гризли, а Бел Сперанца е презимето на сите кучиња. Така и сега Силвер Бел Сперанца. Мене ме радува што ние во овие 20 години, да кажам, скоро 17 години активно одгледување, успеавме, значи, со наш одгој да се презентираме оваа година во Целјево, Словенија, на 5 октомври, каде што земавме учество со две кучиња. Тоа беше Силвер во отворена класа. Тоа беше најсилната класа, 21 куче имаше во конкуренција. Тој го освои третото место. Изгубивме од едно куче од Динести Чемпионов од Русија. Тој беше и европски шампион, затоа што отворената класа е најсилната класа. Тука се во отворена класа кучињата кои што се во најјаката доба, да кажам, најзрели кучиња, најдобро изгледаат. И во друга класа учествувавме со таткото од Силвер, со Кинг Конг, исто Бел Сперанца, кој што учествуваше во шампиони, само што со него не постигнавме никаков успех, затоа што истиот ден, само што го извадивме од возилото, ги ја фати шепата на кафезот и криеш. И доби дури четворка, не доби ни петка и не влезе ни во конкуренција за такмичење. И тука е разликата помеѓу кучкарот и кинологот. Јас за себе кажам дека сум кинолог, пошто ја кажувам вистината и искрен сум. И тешко продавам кучиња и поради оваа искреност. Само јас имам продадено кучиња секаде во цел свет, во Кина, во Јапан, во Венецуела, во Богота, во... Каде чуваат најмногу Кане Корсо? Моментално. Па моментално можам да кажам дека Европа е лулка на Кане Корсото и со право кажав дека Македонија е, затоа што ако го земеме овогодинашното учество, прво место беше куче од Русија. Второ место беше куче одгледано во Украина, купено од Украина, собственик македонец. Второ место. Јас сум трето место, собственик и одгледувач на Силвер. И четврто место беше куче собственик од Србија, одгледувач од Македонија. Значи второ, трето и четврто место беа кучиња поврзани со Македонија. Што значи дека Македонија за расата Кане Корсо е добра средина. Имаме стварно сериозни одгледувачи и ако некој сака да набави Кане Корсо, нема потреба да оди во Србија да купи. Тука има да набави и по многу подобри услови и дури да кажем и поевтино, затоа што нема да ги се изложат на транспортни трошоци и на сето тоа. Дали може и за некоја друга раса да го кажеме истово, сега Да. под резерва и под можеби... Значи имаме најдобрата светска одгледувачница за довербани е во Македонија, Шварцкрафт, на Јордан Христовски. Најдобрата одгледувачница во цел свет за сибирски хаски е во Македонија, на Стефан Митревски. Имаме одгледувачи од Куманова, двајца, едниот Саша и Драган Златановски, на француски пудли, кои што имаат исто добри резултати. Имаат јуниорски светски шампион,
Да. имаат европски, француска априкот пудла, што се во моментов многу тренд. Да, модерни, да. Актуелни. Ако Кане Корсова беше, например, пред 10 години во тренд, да кажам, во мода, Така. сега се француските пудли. Да. Поготово ова априкот Да, боја. априкот пудлата, да. Ја. Да, е многу интересно зашто повеќето луѓе одат стварно во Србија. Меѓу моите клиенти гледам 90% априкот пудли се донесени од Србија. Значи, Не сум ни знаел искрено дека имаме тука квалитетна одгледувачница. ве поздравувам за емисијава, ќе ве замолам да снимате вакви емисии за кинологија. Така. Значи, секоја чест, вакво нешто треба, значи, Македонија сепак мала, ма интересна, богата и убава земја, со убав народ, која што ги сака кучињата. Ние сме, значи, некој потекнува од некое семејство претежно или сточарско или Да. така да нашите гранки се врзани со животните, со кучињата, како еден како да кажам, пратеник, ќе кажав. Како некој што го следи човекот во чекор, најдобриот пријател кучето. Значи, преку вас, преку вашава емисија, вашите гледачи ќе може да се запознаат со сите раси на кучиња и тука ќе биде секако Киношкиот сојуз кој што ќе даде поддршка и насоки каде да се набави квалитетно куче или не мора квалитетно, нека биде расно куче. Да. За миленик ли, не мора да оди на изложби тоа куче. Значи само да биде вистински представник. Ние имаме киношки суди кои што ќе помогнат во изборот на секој еден што ќе биде заинтересиран. И да го посоветува дали може да се справи со таа раса која што ќе се Да. замислил дека може да ја чува Да, и да се получи. тоа сакав да кажам, сите раси си носат проблеми со себе, за кои што луѓето кои што ги гледаат кучињата, ја гледаат само површината, Само сликата изгледот на кучето. на Facebook. Многу е убаво. Многу е убаво. Ти дога Аргентина, например, ти е многу убаво. Ама никогаш не знаеш дека имаат наследна глувост, Така. криптохизам и ред други болести што се доаѓаат во наследство. Таа раса е болката им се тие Така. болести. Има ли нешто такво за оваа раса? За оваа раса, со текот на годините, со оваа ревитализација што ја кажав, што ја направи САК, значи Организацијата на аматери за Кане Корсо, колку направија добро, толку направија и лошо. Бидејќи немаа толку многу единки да ја покажат генетиката во една лепеза, туку одеа на типичност на расата. Значи, можам да кажам со факти дека леглото кое што е направен Басир, прототипот за Кане Корсо, никогаш не е повторен со тој квалитет. Затоа што при месите, секој некој што си мислел дека е паметен, Кане Корсото е куче кој што има предгриз, значи долната забала, инцисиви се пред горните. И за да го постигнат тоа, прават парења со друга раса, со боксер, со бродошка дога и се јавуваат други аномалии, излегува од фенотипот и од карактеристиките за Кане Корсото, должината на главата, например треба да биде 36% од должината на телото. Се си има мерки. Носникот, значи треба да биде, личниот дел треба да биде 1/2 од челниот дел. 1/3 од должината на цела глава. Значи тие се некои расни карактеристики кои што треба да ги има кучето за да биде квалитетен примерок и за да учествува на овие киношки манифестации, затоа што на некои од нив подлежат на мерење. Кане Корсото за мажјаците висината е од 64 до 68, за женките од 60 до 64, има одстапка плюс минус 2,
Значи најмалото куче женка би било 58, а највисокиот мажек 70, како него. Што влегува во границите на нормалата. Кај нив болеста се појавува поради овие парења во сродство заради зачувување на тој тип на кучиња и немање доволно единки, бидејќи се концентрира расата само во Апулја и во Сицилија и поради производството на поголемото производство се парат во сродство и тука почнуваат болестите. Кај Кане Косото во поново време се појави епилепсија. Во рана доба се појави дисплазија на колкови на лактови и затоа сега ние сме приморани за ова куче за да влезе во приплод. Еве правиме вакви тестови за дали е здрав. Ова е сертификатот од Силвер, каде што покажува со евалуација на 3 доктори. Конечно имаме и ние доктор Буневски. Доктор Никола Буневски, кој што секоја му чест во соработка со Кинолошки сојуз изработуваат ваков еден сертификат каде што се докажува здравјето на кучето. Ова куче е супер здраво, ХДА и тоа се ХД хип дисплазија, значи за колкови. Тоа е најдобрата оценка а за дисплазија за елбоу, за лакти е 0. Тој е супер здрав. Има и генетски тест, негов исто за една форма за стаклено забало, ние го викаме од гледувачите, каде што забите се како стакло. И скелетот не е добар, тој е на овој генотип. Нашето куче е супер здраво, негативно е. И овие примероци се многу интересни за користење за приплод, за да се задржи здравјето кај нив. Што сакаш да видиш што збора? Сакам да видиш, кај микрофонот кој што зборам. Повели Силвер. Имаш ти нешто да кажеш? Еве, ти која си тука, еве неговата диплома од Европското првенство, кај што беше трето место. Браво, Силвер. Екселенти. Браво, Силвер. Тоа е неговото достигнување. А нешто околу боите на расата кои што знаели? Па вака. Основна боја, црна боја. Црна боја е опишано. Тиграво. Тигравото може за мене, јас како одгледувач ќе кажам, може би најздравите единки се тигравите кучиња. И најтипични се. Сивата боја. Жолтата боја. Жолтата боја е со црна маска. Маската треба да биде до висина на очите, црна. Црна пигментација на носот, широко отворени ноздри, предгриз, забалото. Треба да се одликува со добар карактер, да не се плаши, бидејќи џабе би изгледал толку добро и фенотипски и градба и структура, ако нема добар карактер. Значи, за едно изложбено куче, многу е важно да има добар карактер. Без карактерот нема ништо да направи. Замислете вие, кога ќе влезе еден арапски конј грациозно, и кога ќе влезе некој исплашен зајак, вака со опашот меѓу нозе, позади, не може тој да учествува на таква изложба. Тука се си игра, значи одгледувачот треба да внимава на све. На здравје, на карактер, на големина, силина на костур. Се одбираат единки, тоа е многу тешка, има како трпна работа и треба да си има и многу знаење и многу, да кажам, и среќа. Седејте. Значи за Силвер конкретно кажавме дека е шампион. Да. Тој е моментално јуниорски шампион на Македонија, сениорски шампион, гран шампион, шампион на Косово, на Србија, интер шампион, балкански шампион и најголемата титула му е трет на Европско првенство. И сега моментално му е досадно. Готово, сега сака да
Сака да игра, сака да скока, нали, па сега у моментов. Не му се обрнува доволно внимание. Да. Иако збориме цело време за него, не дојде до збор, така да се увери уште еднаш повеќе. Ола, за него зборење. Во поглед на физичка активност, колку е потребна за овие кучиња? Па, например, јас сега во овој период 2 пати на ден го шетам. Сабајле сосема кратко, 10 минути, колку да изврши физиолошки потреби, а попладне го шетам околу 40 минути. Така. Да. Пуштен на поводник, да се истрча добро. Така. После, кога ќе се врати, добива оброк. Сега е на возраст каде што веќе еднаш на ден се храни. Додека се помлади кучињата им треба почесто и помали оброци, по квалитетна храна. Сега веќе еднаш на ден го храниме. Тоа, не се многу захтевни од аспект на дека треба нешто специјално за нив. Бањење само пред изложба, ништо повеќе, нема потреба, кратко влакниците и се. Не прават кој знае колку влакна. Многу се паметни, ја освојуваат љубовта на целото семејство. Јас имам еден другар, има 2 кучиња дома во стан, баш од мене ги набави. Сите ги обожаваат кучињата, и неговите родители, и децата, и бабата, и дедото, сите. Да. Значи може комотно да биде во стан, не мора да имаме Да. двор, не мора да имаме Убаво би било, да, убаво би било. Најубаво е, значи, да се има двора, ама ако немаме такви услови, не е проблем и во стан да се чува. Во поглед на нашата клима им одговара максимално или имаат некој проблем? Им одговар. Така. Немаат. Отпорни се. Отпорни се. Сега, генерално, како поминува време, како одгледувам, кучиња, овие кучиња што сега се, да можам да кажам дека ниедно кај мене не отидено на ветеринар со здравствен проблем. Така. Оди само кога треба да се прими редовна вакцина и тоа, ништо повеќе. Одлично. А се работи за бројка од околу 20 на кучиња? Сега во моментов 20, а претходно сме стигнувале до бројки од 40 кучиња. Да, затоа што за да одгледаше еден ваков примерок треба да се има неколку крвни линии, да се експериментира, да се спари, да се добие легло, да се види, па таму каде што највеќе очекуваш, паѓаш најмногу, таму каде што најмалку очекуваш, највеќе ќе се воздигнеш. Тоа е одгледувачката работа, е многу тешка. Трудот, еве, ако не си упорен, немаше да се исплати да се откажеме пред неколку години. Сега во моментот јас можам да кажам дека имаме најквалитетни кучиња, а за жал немаме на кого да ги понудиме. Пазарот е слаб, не е заинтересирани се, економската состојба тука, па поготово во Македонија и во целиот свет е многу стегнато, да кажам, моќта на купувачот е падната многу ниско, а се е толку скапо. Сега ако сме продавале порано кутра за 780 евра, сега не може да биде испод 1500 евра со сите овие работи. И стварно е скапо за нас, за нашиот стандард. Додека за во една Америка, например, $5000 се продава кутре таму, без проблем. Со просечен квалитет. Појаките одгледувачи на Акане Корсо, да кажам во мој ранг, по 3000 евра продават кутри. За да им се исплати работата и вложувањето. Какви се предвидувањата за иднината на оваа раса? На светско ниво? На што конкретно се работи моментално? Сега во моментот, многу добро прашање. Кинологијата е во страшна криза. Поради финансискиот аспект или? Да. Самата котизација, учеството на изложбите е доста скапа.
Храната е скапа за чување на кучињата и за одгледување. Горивото, патувањето, све е скапо. Бројката на учесници на кинолошките изложби е намалена. Све се притиска, све, како да кажам, се става во некои пранги, да речам, во некои регулативи, што е нормално. Да кажам, треба да се има увид. Поздравување до Агенцијата за храна и ветеринарство, која што стварно помага со Кинолошкиот сојуз, кога има акции за беснило, бесплатно, за микрочипирање. Имаме систем каде што се знае во системот со микрочипот и пасошот, чиви се тие кучиња, на кого припаѓаат, како се префрла. Тоа е стварно све ускладено супер. Само треба помош околу, да кажам, да се поврзат тие сите работи заедно, Кинолошкиот сојуз, оваа евалуација за здравјето на кучињата. Кинолошкиот сојуз е многу важен фактор, бидејќи сите матични родови книги за сите раси ги води многу педантно со база на податоци, која што во секој момент би била на државата од корист. Така. И на крајот на криштата кинологијата би требало да биде една гранка, да кажам, во земјоделиево, да кажам. Треба да влеземе како некаков сегмент и законот за домашни миленици да се уреди како што треба, да не се заштитуваат некои си љубители во наводници на кучиња, што ги чуваат кучињата под туѓ прозор. Апсолутно. Значи, ако си ти толку љубител на кучиња, ќе ги земеш кучињата и ќе се грижиш како мене. Јас 20 кучиња денеска им исчистив, ги нахранив, во испуст се тие што треба да шетаат, а тие што не се, ги прошетав. Па тој љубител што ќе постира дека кучето гудрила кола и ја скршило ногата и ќе собира донација од 4000 евра, не мора после да го продава кучето. И ја ништо не работам, се грижам за кучињата. Така е, за ова има наша подршка, веќе знаеме дека има на оваа тематика. Треба да има страшна дистинкција помеѓу расните кучиња и сите други кучиња. Никој не сака повеќе од нас и од мене куче. Значи, јас каде и да сретнам куче, или ќе го нахранам, или ќе го згрижам, или било што, ќе помогнам. Ама нема никогаш да го се сликам и да барам донација за него, туку директно самиот ќе му помогнам. И треба веќе еднаш да се знае што е расно куче, што е одгледувач, како сме ние регистрирани веќе, само мала поддршка и едни мали измени во законот би помогнале многу, а не да се заштитуваат некои што прават бизнис. Затоа што кинологијата не е бизнис. Јас сум тој што ќе каже дека не е бизнис. Јас сум одгледувач 17 години и немам ништо купено од кучињата. Све што сум направил, сум вложил за нив. Така. И мора да се направи една разлика, она што го спомнавме пред да почнеме да снимаме, дека вие сте регистрирани одгледувачници. Да, во FCI. Апсолутно, и дека со новите измени на законот не може било кој да биде регистриран како одгледувачница. Тоа не е изводливо и апсолутно не би требало да се дозволи. Па не може. Поглед на тоа дека ќе го регулираме на тој начин она што се случува на нашите улици со бездомните животни, меѓутоа имаше Кинолошкиот сојуз некои предлози, се надам дека ќе бидат послушани и дека искусни кинолози ќе го дадат својот отчет на таа тематика, ветеринарите од една страна, разумните активисти од друга страна и така натаму. Меѓутоа, она што исто така мора да го спомнеме е дека доколку се сака, апсолутно, доколку се сака, решение се наоѓа за се, меѓутоа можеби уште не сме до тоа ниво да сакаме да го решиме тој проблем. Бидејќи да сакавме, до сега ќе го решавме сигурно. Како и се во нашава држава има позадина. Да. Мислам За дека жал. На штета на животните. да, мислам дека таа позадина нема да најде на поддршка. Туку ќе излезе на виделина
вистината, како и секогаш, и ќе си дојде се на свое место, само ќе треба да бидеме истрајни, упорни, да кажам, во борбата за законот за домашни миленици. Мислам дека ќе успееме, затоа што дефинитивно за нив веќе треба некој да се грижи, а не тие за нас, него во општество дојде време ние да се грижиме за кучињата, а не тие за нас. Порано ако се грижиле тие за цело село, овие преубави кучиња, сега ние се грижиме. Цело село се грижи за нив. Точно. Дали имаш уште нешто да ми кажеш плюс за оваа раса или до гледачите кои што размислуваат да ги убедиш? Беше околу еволуцијата исто на расата, ако може да кажеме два-три збора, карактеристиките Приеска нафрли дека има измени во генотипот, во изгледот на самата раса како што била стандардизирана, што е случај најверојатно за сите раси, дека има еволуција и дека таа еволуција од време на време вајде да се прави некој пресак кај гледувачите за да ги запишат новите измени, новите можеби типови на Па, кај Кање Корсото генерално нема многу голема драстична измена од првиот тип. Само што се кучињата малце потешки. Сакам да кажам, ако еден мажек требало да биде 45 да се покаже. 45 до 50 кила, еве он сака да каже дека има 65. Тоа е разликата. Значи малце и начинот на чување, малце и од гледувачите ние малку сакаме да имаме малце поголеми кучиња кои што од нив би можеле да произведеме нешто и нормално е да чуваме потежок тип со посилна конституција. Тие се попосакувани од нив, тие кучиња се тие единки кои што може да произведат куче кои што ќе биде во правиот стандард со карактеристиките. И за мене најголема победа на самово европско првенство беше тоа што најстарите италијански одгледувачи дојдоа да се сликаат со него, да го гледаат, да прашуваат дали можат да го употребат за приплод, што е навистина за мене најголем успех. Затоа што судијата како судија си има свој вкус, специфичен вкус. Јас го поздравувам, затоа што европскиот шампион што победи стварно беше прекрасно куче. Не можам да го критикувам никако. Неко секој има некој многу мал нит, нешто што ќе му преовлада за да победи другото. Тоа е веќе прашање на вкус. Али вкусот на гледувачите од Италија мене ми кажа дека сум на добар пат. Одлично. И уште едно прашање имам, заборав да прашам во поглед на дресурата, дали се лесни за дресура или не? Да, препаметен е. Тој ништо не е дресиран никогаш. Само оди по моите барања, дури ни ринг дресура не е учен, а учествува со ринг дресура подобро од сите, затоа што соработува со мене. Значи, многу е паметен. Многу е паметен, он слуша, он знае се. Например, денеска, тие Силвер и неговиот татко живеат во нашиот дом. Морав, за да излезам, без да досаѓа после татко му без да квичи зашто не сум го земал и него, морав првин да го сокријам во двор, да го скријам Кинг Конг позади во куќа, позади куќата во задниот двор, да не види дека ќе го земам Силвер да го ставам во кола, дека ќе оди со мене и да го вратам повторно. И сега истото ќе морам да го направам, првин ќе морам да го вратам Кинг Конг во двор за да не ми ја научи финтата, за да не квичи. Толку се паметни, препаметни се. Браво. А нема да примете дека сину не е дома? Не, нема никаков проблем ако не го види заедно со мене. Значи, дали се малку љубоморни? Па секако. Затоа што сакаат. Така. Да. Еј се гледа. Вистинска љубов е во прашање, јас би рекол за една курка леп. Јас би рекла за повеќе курки леп, за 65 кила. Одлично.
Супер. Фала ти Фала Софи ти многу. многу. стварно. Фала и на вас. Јас се надевам дека малку повеќе ќе научат тие што се заинтересирани за оваа раса. Реално јас ја доживам како многу елегантна за мене, лично. И многу убави кучиња кои што се големи, меѓутоа и седимав на пример да видиме дека се бајчиња народски кажано и страшно Големи, ама не приврзани. зафаќаат простор. Точно, точно, точно. Фала ти многу уште. Фала уште Фала еднаш ти и се на вас. надевам во следна прилика на друга тема некоја. Да Ќе се продолжите најдеме исто со така. овие Фала емисии. Фала. Еве ќе ви дадам еден предлог да во наредниве емисии, Така. не одма, Да. да поканите некој друг одгледувач со друга раса. Да, тоа и ни е Апсолутно. замислата, мислам ти си стварно прв што е гостин кој што е специализиран во една раса и која целата тема на оваа епизода на подкаст буквално се однесува на таа раса исклучиво и би сакале да продолжиме, да, тематски, затоа што има многу луѓе кои што се љубители на кучиња и не значи дека оние ако чуваат една раса дека нема да сакаат и куче од друга раса, нели, кога сме Да. љубители, како што зборевме, дали е бездомно, дали е мешанче и така натаму, независно, сака да го види другото, сака да ги дознае, посебно кога сме спортисти во кинологијата, Точно. сакаме да ги дознаеме карактеристиките и така натаму и многу ми се свиѓаше оној дел каде што зборевме за пред да се земе куче, убаво да се испита, убаво да се испраша, убав пример дадете, личен пример каде што нели поминале од доберман на териер, на шнаусер, па после на крај кане корса. Многу е интересно и многу треба стварно се инсистира на таа тема затоа што многу луѓе зимаат куче буквално затоа што му се допаднало, померанецот му се свиѓа, ама не знал дека прави влакна, па сега станот му е со влакна, Да. па сега шо да му правиме, ќе ошишаме келјав, не иде и така натаму и така натаму. Така да фала ти уште еднаш за сите добри зборови и се надевам во наредна Супер. прилика на друга тема. Да. Благодарам уште еднаш. Фала и на тебе. Фала.